Само професионални и независни медиуми можат да придонесат за одржлив општествен и демократски развој во ерата на брзи технолошки промени, велат од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по повод 3 мај светскиот ден на слободата на медиумите. Оттам додаваат дека слободата значи право на новинарите да истражуваат без притисоци, но со развојот на вештачката интелигенција оваа слобода добива ново значење и се соочува со нови предизвици. Вештачката интелигенција отвора нови можности за унапредување на истражувачкото новинарство, автоматизацијата на создавање содржини и забрзана проверка на факти, но носи значајни ризици во поглед на генерирање дезинформации, лажни вести и манипулативни видеа. Вештачката интелигенција представува вреден ресурс во новинарската практика, но таа не сме да биде целосно замена за темелна проверка, критичко размислување и објективноста. Според Сдруженијето на новинари на Македонија, потребни се итни координирани реформи за зајагнување на медиумскиот сектор и подобрување на положбата на новинарите. Оттаму додаваат дека националното законодавство се уште не е усогласено со европските стандарди, а злоупотребата на слеп тужби останува механизам за притисок врз критички медиуми и новинари. Политичарите, особено оние на позиции на моќ, треба да преземат одговорност и да придонесат кон создавање на култура на почит, транспарентност и конструктивна комуникација со медиумите. Преку јавно признание на улогата на новинарите во демократското општество и воздржавост од навредлив говор, може значително да се подобри целокупната медиумска средина и да се зајакне довербата на јавноста. Во најновиот извештај на Репортери без граници, Македонија бележи пад од 6 позиции на светскиот индекс за слобода на медиуми за 2024 година и се рангира на 42-то место. ЗНМ го смета извештајот за реален и балансиран приказ на состојбите, кој јасно ги почитува постојаните предизвици и потребата од суштински реформи.